Опозицијата нема да подржи закон за јавно обвинителство со кој ќе се гонат политички неистомисленици, но и законско решение кое ќе значи амнестирање на политиките на власта. Пишува во статус на социјалните мрежи лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски по вчерашната порака на премиерот за конструктивност. Јас и ВМРО-ДПМН не можеме да поддржиме закон кој има една единствена цел – амнестија на криминалот на Заеви и пресметка со политичките противници од опозицијата. Заев не е во состојба да наметнува услови, ниту да диктира темпо, а правдата е потребна зашто тој и неговите луѓе носат неправда. Доаѓа правда за сите граѓани. Нема привилегирана каста на политичари, туку политичари кои ќе им служат на граѓаните и државата. Нема да поддржиме со закон инсталирање на роднините, братовчедите на помошниците на Катица, внуците, снаите, соседите и пријателите на Катица, но и по некој член од СДСМ во новото обвинителство, додека младите ја напуштаат масовно државата затоа што не добиле шанса. А премиерот Заев вчера пак повика опозицијата да биде конструктивна токму за законот за јавното обвинителство, со кој треба да се реши и судбината на специјалното обвинителство. Од одмор побара поддршка од ВМРО-ДПМН за законските решенија за да се заокружеле реформите. Знам дека вие, граѓаните, сте изморени од политички бојкотирања и одлагања и дека барате одлучни чекори. Затоа јас ќе продолжам уште порешително да ја повикувам и убедувам опозицијата да ги поддржи реформите. Ова е време во кое правдата стапува на сцена. Време во кое не смее да има штедење во борбата против криминалот и корупцијата. Никој не е привилегиран и никој нема да биде амнестиран. Меѓународните тешкаши цела година наназад предупредуваат дека датумот за преговори со Европската Унија е на стаклени нозе, ако власти и опозицијата не постигнат договор за СЈО. Сега условите се прошируваат со разврска на случајот Рекет, кој го дрма самото обвинителство на Јанева. Без решение за случајот неизвестен е датумот за Европа, праќа пораки американскиот заменик помошник државен секретар Митју Палмер. These are serious charges. Ова се сериозни обвинувања и таквите сериозни обвинувања бараат сериозен одговор. Ние подржуваме целосна, темелна и транспарентна истрага на овие обвиненија, иако има докази и соодветно обвинение. Ова е навистина можност за властите во Македонија да демонстрираат почитување на владење на правото. Опозицијата и вчера предупреди за невиден систем на Рекет, па бараат титно проширување на истрагата за случајот кој е нов услов за евроинтеграциите.